Комитетот на министрите на Советот на Европа во септември сака да го затвори како решен случајот Томо Илинден Пирин, не водејќи сметка дека Европскиот суд за правата на човекот се уште нема донесена одлука околу повторните неуспешни обиди за регистрација на партијата. Извршниот орган на Советот на Европа е запознат дека последното одбивање за регистрација на Томо Илинден Пирин од страна на Врховниот суд на Бугарија на 19 мај 2009 било поради формалностите за регистрација и во таква ситуација бугарскиот суд не се изјаснил во однос на пресудата на Европскиот суд за правата на човекот околу слободата на состанување и издружување. Сето време како што сака да ги заобиколува одлуките на судот за човекови права и да не ги извршува, тогаш ќе става почетокот на крајот на самиот систем на човекови права во Европа, бидејќи никоја земја во еднина нема да има причина да ги извршува тие пресуди кога не ја одговара. Затоа и самото смислото на постојање на чувството за човекови права. Од Советот на Европа никој не сакаше да ја коментира најновата одлука, која представува назадување во однос на претходните одлуки, со кои се бараше стриктно почитување на пресудите на Европскиот суд, во што се подразбираше и повторната регистрација на партијата. Од Советот ни беше речено дека ова е чувствително прашање кое предизвика разочарување кај представниците на Томо Илинден Пирин, со оглед дека Советот на Европа е немоќен да и наложи на Бугарија спроведување на пресудите. Софија, како што се пренесува од Страсбур, ветила дека ќе ги почитува целосно пресудите на Европскиот суд за човекови права. Ова не е случајно. Тоа доаѓа по посетата на кипарскиот пратеник Христос Пургоридес на Софија, посета која е прво од ваков вид практикуван од парламентарното собрание на Советот на Европа. Мониторинг посетата е потврда дека Страсбур врши притисок врз бугарските власти за да тие целосно ги спроведуваат пресудите на Европскиот суд за правата на човекот. Софија се задоволуваше да истакне дека пресудите кои се однесуваат на Томо Илинден Пирин се исполнети со исплаќање на оштетата, додека за регистрацијата не стануваше збор. Врска с регистрацијата. Што се однесува за регистрацијата на Томо Илинден Пирин, немаме никаков официјален одговор од Врховниот суд во Бугарија. Страсбур смета дека не е доволно само донесување на документи, туку бара и нивно спроведување. Известувачот на парламентарното собрание Христос Пургоридес од Софија добил уверување дека тоа ќе биде направено. Ние поднесохме в сада документи за регистрација. Поднесовме документ за регистрација на македонско друштво според Законот за деца и семејство, што значи друштво со неполитичен статус, и денеска откривме дека сме одбиени. Мотивите за одбивањето се дека во уставот на здруженијето се спомнува македонско малцинство. Судот вели дека такво малцинство не постои и оти бугарската нација е единствена. Ветувањата на Софија дека целосно ќе ги спроведува пресудите на Европскиот суд за правата на човекот доаѓа една година по првото посериозно предупредување од Страсбур и само неколку дена пред разгледувањето од Комитетот на министрите на Советот на Европа на предметот Томо Илинден Пирин, односно дали Бугарија конечно ја исполнила во целост пресудата донесена на 20 октомври 2005. Дали станува збор за нов обид на добивање на време или не, останува да се сочека.